верува во Христа, на суден ден ке воскресне. Кој верува во Исус, ја победи смртта. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Јас сум хлебот жив, што слезе во небото. Кој верува во Христа, на суден ден ке воскресне. Кој верува во Христа, ја победи смртта. Кој верува во Исус, на суден ден ке живее. Кој верува во Христа и да умре ке живее. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. И целата суштина. Како да се родиш одново? Го прашуваат Исуса, како можам да се родам одново, имам толку години, да влезам повторно во утробата на мајката. Не, тој зборува за родение во дух. Отвори го срцето, да се родиш одново, но треба да умре стариот човек. Стариот ти, грешниот ти. Видете, Отецот Небесен кој пребива во Исус, со сета негова полнота, слезе на земјата. И вие славите Велик ден Божик. Плати за нашите греови. Плата за греот е смрт. Што сум направил јас? Па на земјата си паднат. Спротиставен си на Бог. Си ја тераш својата волја и тоа што сакаш ти. И немаш доволно љубов. А кој не го љуби братот свој, пребива во смртта, е човек убиец. Татко мој, зборува и денеска низ мене, нека секое слово има сила и го распламти духот на оние што ќе ги отворат срцата и ќе кажат: Господе Исусе Христе, дојди во моето срце. Нека биде тоа живо слово, поостро од секаков меч, двоостар меч на духот, со кој ќе ги раскинеме и ги раскинуваме заедно со тебе прангите на сатаната, било какви болки, болести, страдања, мисли, чувства, доктрини на лажно христијанство, за месото принесено како жртва на идолите. Денеска е задушница. Видете, антички македонски адет, одат луѓето на гробиштата и раздаваат храна. Во античка Македонија, тоа е македонска народна религија превземена во православието и католицизмот. Имало ден се викало дајси, тоа е јунската задушница. И тогаш се раздава храна. Те сакам, Господе Исусе Христе. Им се оставаат лични предмети на мртвите. А ние зборуваме голи, доаѓаме на овој свет, голи заминуваме, не можеш ништо да понесеш горе. Телото оди во земја, на гробиштата воопшто не е присутен човекот. Што заминал? Телото оди во земја, а душата чека суд. Душата чека суд, оди пред Исус. И тоа е суштината. И сега не имаме дали да се молиме за умрените, па ќе се молиме, зошто да не? Нема ограничување во молитвата. Да примат сила, каде и да се, да го изберат Исус, зашто и на мртвите им е проповедано Евангелието. Што се однесува пак до месото, 1 Коринтијаните 8 глава, клано за идоли. Протестантите не се молат за умрените. Православните и католиците се молат. Но не е ни да правиш годишници од смртта, да одбележуваш, да ги броиш деновите. Така правиш ти култ кон смртта. Идолопоклонство. Смртта ја победи Исус. За каква смрт зборуваме ние? Првата смрт телото во земја, втората смрт низ огнено езеро. Значи,
Сите имаме знаење дека не треба да јадеме месо од идоли. И сега во античка Македонија се колеше курбан. И во други религиски заедници се уште имаме курбани. Исус веќе даде курбан. Тој е последната жртва. И тој вели милост сакам, а не жртви. Ако можеме да го разбереме тоа. Но потребен ни е водство, но знаењето возгордејува. Мислиш дека знаеш. Љубовта надградува. Те сакам, Господе Исусе Христе, љубовта надградува. Ако некој мисли дека нешто знае, тој уште не осознал како треба да знае. Ти мислиш дека знаеш, не прифаќаш ништо, возгордеан си, гордоста е грев, не сакаш да прифатиш. А Исус бара пред Отецот да застанеме во понизност преку Него, во покорност, во послушност. Он да зборува низ мене. Почетната категорија, јас не знам, Исусе, ти дојди. Бидејќи Исус не зборуваше од себе, тој не знаеш. А ти знаеш, Духот зборуваше низ Него. Ако некој мисли дека нешто знае, по нешто знаеме и по нешто пророкуваме. Ако ќе дојде Исус совршеното, тогаш ќе исчезне делумното. Тој уште не осознал како треба да знае. Ако пак некој го љуби Бога, Бог него го познава. И тогаш ние зборуваме за татко. Татко е сосема друг однос. Мојот татко е Севишниот Бог. Јас застанувам како дете пред таткото и тоа е почетната позиција. Барам од него совет, водство и се друго, обскрба. Ако некој го љуби Бога, Бог него го познава и му вели татко, лава оче. А по однос јадењето на јадење на идолски жртви, знаеме дека идолот не е ништо на светот и дека друг Бог нема, освен единиот, Создателот, Отецот Небешен, татко на духовите, добриот татко, Отецот на љубовта. Зашто макар и да има така наречени богови, било на небото, било на земјата, кои се минливи и немаат сила, како што има многу под наводници богови и господари, кнезот на мирот, духот на овој свет да владееш над другите. Сепак ние имаме само еден Бог Отец, од кого е се. Тој создал се. Се е од Него. И ние сме во Него. И еден Господ Исус Христос, преку кого е се, и ние сме преку Него. Сепак ние имаме само еден Бог Отец, Бог Татко, Татко мој, од кого е се. И ние сме во Него. И еден Господ Исус Христос, преку кого е се. И ние сме преку Него за назад, по тесната патека што води кон животот. Те сакам, Господи Исусе Христе. Исцелување за сите оние, допрете се до местото каде што ве боли. Од срце, Исусе, помогни ми, Исусе, се покајувам, Исусе, простувам, Исусе, не можам сам, Исусе, не осудувам, Исусе, ја прифаќам Твојата волја, Исусе и само Исусе. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Но тоа знаење го нема секој. Некој според досегашната навика за идолите не сака да прима, се наполнил со доктрини и знаења, го јадат месото на жртвите идолски, а совеста нивна им се осквернува, бидејќи е нејака. Ти се поклонуваш на други богови и сега ти одат на гробишта, раздаваат. Видете, подобро да дадеш на сиромашни, да се молиш каде и да е починатиот, преминатиот од телесниот во духовниот свет, да дознае за Исус и да се соберете еден ден сите заедно во Очевата љубов, во Исусовата љубов. Слава Ти, Господи Исусе Христе. И покрај Твоето знаење, кај додавме? Храната, значи го јадат месото од жртвите идолски, а совеста нивна им се осквернува, бидејќи е нејака. Храната не приближува кон Бога.
Ниту добиваме нешто ако јадеме, ниту нешто губиме ако не јадеме. И ние имаме свикајте пост и молитва. Тоа значи да оставиш се. Не си зависен од храна. И да застанеш пред Семокниот Отец, пред Исуса Христа. И сега, но храната не те приближува кон Бога ако јадеме или не јадеме. Пазете пак таа ваша слобода да не стане на некој начин спрепка за слабите. Во молитва еднаш неделно постам, било кој ден, кога можам, само на вода. Да му благодарам на Исуса Христа и на мојот татко на небесата. Дека не сум зависен од храна, дека сум здрав до последниот ден, дека ми дава сила, дека се грижи за мене, дека не сум зависен од светот, само од Исуса. Зашто ако некој те види тебе што имаш знаење, како седиш на трпеза во идолопоклонички храм, и сега ти имаш роднини пријатели, одат на гробишта, прават едно, прават друго, прават култ кон мртвите, градат споменици. Нема ли неговата совест, бидејќи е нејак, да биде поттикната да јаде идолски жртви? Што да им објасниш на ми? Вика, пости се, ми вика, јадам ова било за курбан. Каков курбан? Исус вели, милост сакам, а не жртви. Тоа е жртвата. Ја победи смртта, зашто одите на гробишта? Првата смрт, втората смрт, остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. По мртвиот жали 7 дена. Еве колку дена ќе жали. Зошто да жалам? Завршува неговото. Ништо не е наше, се сме примиле од Исус. И покрај твоето знаење ќе пропадне нејакиот братот за кого умрел Христос, ако ти не покажеш достоинство. И така, грешејки против браќата, ранувајки ја нивната нејака совест, вие грешите против Христа. И затоа треба добро да размислуваме како се однесува Христов слуга. И сега тие честитаат разни светци, богородични празници. Јас само ги благословувам со Исус, кој треба на 2 милиона луѓе да им објаснувам. Кога ќе созрее, кога Духот ќе ми каже, им пишувам и им објаснувам дека само со Исус можеме да победиме. Сето друго е македонска народна античка култура и религија. Од неолитска Македонија античка до денеска, затоа што храната го соблазнува твојот брат, тогаш нема никогаш да јадам месо, за да не го соблазнувам својот брат. И сега бија пости, јас веќе не гледам во календарчето. Бидејќи секој ден ми е велик ден и живеам за Исус и Божик. Сум постирал некој пастрамајки, па што кажувам нешто и за Исус по некој стих. И ми вика, денеска се пости, тргни го тоа. Но сега јас кого да слушам, човек или Исуса? Јас велам дека секој ден живеам за Исус и постам јас. Тргни го, денеска се строги пости. И ти имаше временска одредница на пониско ниво да те подсетат дека постои Бог. Спознајте ја вистината, вели Исус. Тоа се поуки кои слегуваат во духот, значи тој води, не јас. Јас не се подготвувам. Само прочитувам еден текст и гледам дека ми е отворен. Кога не ми е отворен, ништо не разбирам. Да разберете што е широчина, длабочина и височина на Словото. Словото е од Бог, сите слова се од Бог. Луѓето ги земаат, ги извртуваат, тоа е сатанска доктрина. И потоа луѓето цитираат други луѓе со словата од Бог на трета рака. Двојазичници, тројазичници. Спознајте ја вистината. И таа ќе ве ослободи, пишано е. Вистината. Која е вистината? Што е вистината? Колку вистини има? Една е. И од што ме ослободува? Тоа е добро прашање. Од што те ослободува вистината? Исус вели, јас сум вистината. Исусе, сине Давидов, те сакам. Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Господе Исусе Христе, ти ли си вистината? Вистина, вистина ви велам, јас сум не само вистината, и патот, и животот. Исус е се во се. Исус ослободува од гревот.
доаѓаш пред Него. Само како да дојдеш на колена? Исусе, прости ми татко, погрешив пред Него, го прифаќам Исус. Дојди во моето срце. Го оставаш на крстот гревот. Им го даваш клучот од твоето срце. Го отвараш срцето, за да се всели со Отецот Небесен, да направат сокровиште во тебе и тие да те водат. Тоа е суштината, вистината. Таму е вистината, во ними не е во тебе. Да го расплантат твојот дух, да изгориш се што не е од Исус во твоето срце и во тебе и да те осветат и осветлат со жива бања во Словото. Јас не дојдов да крштевам, надвор па е околу 2 степена, околу нулата. Исусе, топлина, твојот оган ме гори. Значи, не дојдов да крштевам, туку да го проповедам Евангелието. Водна бања во Словото. Вистината Исус те ослободува од што? Од сопствениот грев и од нелюбовта во тебе. Исус ја плаќа цената за гревот, ти дава сила да живееш Исусов живот, да живееш мир со Отецот, да живееш љубов. Ете, тоа е христијанство. Да се преродиш во љубовта, во Отецот Небесен, да се вратиш во царството на љубовта, од телесна нелюбовна природа, во духовна природа. Спознајте ја вистината, ни вели Исус. Но како се спознава вистината? Како се спознава Исус? Таму негде го имаш видено, имаш слушнато, има некој Исус, кој не знам кој е, во некоја црква. Не, му го даваш твоето срце и бараш водство за се што доаѓа кон тебе. Добро и лошо. И остануваш црква изградена на камен во него, во вистината, во љубовта. На се возвраќаш со љубов. Не возвраќаш импулсивно. Бараш водство, го држиш Исус во умот. Разговараш со него. Ката ден, Исусе, ова Исусе, она, ама Исусе. Како Исусе? Покажи ми Исусе. Помогни ми Исусе. Исусе, Исусе и само Исусе. За секогаш Исус. Ослободи се од грижи, сите грижи, препушти му го кормилото нему, воланот на твојот автомобил, на твојот живот. Имај верба и доверба во него. Без вера не е можно да му се угоди на Бога. На Отецот, оживување во Исус. Оживеа во дух, не во тело, роден во дух. Ја спознаваш вистината кога љубиш и простуваш како Исус. Заедно со него. Вистината е непрекината, бескрајна љубовина љубов. Исус те држи за раката и те води. Возвраќање со љубов на се што доаѓа. Милост, а не телесни обреди и жртви. Исус вели, каде сум јас, таму е и мојот слуга. Дали го разбирате ова? Кај што беше Исус, кај што одеше, треба и ти да бидеш таму. Тихо, тука сум Исусе. Тихо, кај ме најдеве денес Исусе? Чека, имам работа. Па знаеш ли ти? Тихо, тука сум Исусе. Оди и љуби како што јас ве возлюбив. Те сакам, Исусе. Веднаш. Ете, жива река од љубовта тече од твојата утрова. И ангели му служеа. Ако не мрмориш, ако речеш тука сум Исусе. И твоето е мое, и обратно вели Исус. И Отецот и јас сме едно, вели Исус, и ти си едно со нас. Треба да бидеш, и Царството Божјо е внатре во тебе. И силата е во тебе, зашто вистината е во тебе, зашто Исус е во тебе. Во Исус, во љубовта, празен сад кој се исполнува со Исусовата љубов.
свечен сад. Знаењето возгордејува, а Исус, љубовта, ослободува. Исусе, дојди и ослободи ме. Спознајте ја вистината. Спознајте ја љубовта. Спознајте го Исус, оди и љуби. Повели и љуби. Живеј Исус. Живеј љубов. За секогаш љубов. Љубовта е вечна и вистина ви велам, никогаш не престанува. Тој е мојот Татко небесен, видлив во Исуса Христа, и јас сум во ними, и се држам за нив, и трчам напред и го оставам тоа што е зад мене. И оставам се земно и врвам по Тебе, светол Исусе. Врвам по Тебе, светол Исусе. Царството Божјо е внатре во мене. Ти предавам се што имам. Се ми даде Ти, Твој сум за навек. Исусе, со Тебе можам се. Бегај од мене, сатано, и не враќај се. Слава Ти, Господи Исусе Христе. За секогаш љубов. Љубовта е вечна и вистина ви велам. Исусе, те сакам, никогаш не престанува. Амин. До Божјо царство небесно. Ако пак некој го љуби Бога, Бог него го познава и му вели татко, оче. Коринтијаните 1:8, 3 и 2. Ако некој мисли дека нешто знае, тој уште не осознал дека се е од него и за него создадено, дека и Словото Бог. Само ние го земаме тоа Слово и си го извртуваме по своја волја. И потоа еден ден ќе треба да застанеш пред него. Првата смрт, телото оди во земја. Душата поминува низ огнено езеро и чека суд. Ако делата се добри, ќе поминат, ако не, ќе биде оштетен. И самиот да се спаси. Ново небо, нова земја. И на мртвите им е проповедано Евангелието. Исус ја победи смртта, па за каква смрт вие зборувате? За каква смрт вие зборувате? Слава Ти! Исус им вели, вие не може повеќе да умрете. Те сакам, Господи Исусе Христе. Останувам во Твојата љубов, во Твојот мир и во Твојата сила. Амин. Кажи само вака, Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Отвори го срцето, остави ги клучевите. Отвори ја вратата. И Исус ќе дојде и ќе те спаси. Амин. Се е можно за оној кој верува во Христа и да умре ќе живее. Кој верува во Христа на суден ден ќе воскресне. Кој верува во Исус ја победи смртта. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Јас сум лебот жив, што слезе по небото.